Да мразиш, како и да сакаш, може да се научи. Многу е полесно да научиш да сакаш, тоа е природна состојба на секој човек, а некои работи па не ни треба да ги учиш премногу, бидејќи ги имаш во своите гени. Како, например, љубовта кон својата фамилија или љубовта кон својата татковина и својот народ. И за некои луѓе тоа е нашиот греф, бидејќи ја сакаме оваа земја. И бидејќи 60 дена, мирно, достоинствено, сплотени со позитивна енергија, со песни, со рецитали, со историски приказни, со храбрење на духот на македонецот, на кишмата која мора да биде исправена, не свиткана ниту скршена, на челото кое мора да биде високо, ако сакаме да се нарекуваме народ кој има право да има собствена држава. Тоа беше нашиот греф. После 60 дена, откако видеа дека оваа кичма не се витка ниту крши, некои неразумни луѓе решија да сторат се што можат за да го испровоцираат она што секој човек го има во себе, да не се лажеме. Меѓутоа, оние кои повеќе сакаат да љубат отколку да мразат, зверот во себе го кријат многу длабоко. Го кријат многу длабоко. Меѓутоа, за жал, вчера се случи спротивното. Вчера имаше насилство кое мора да биде осудено. Насилство кое не е патот. Ниту една капка крв не е вредна да падне за неразумни луѓе. Никој човек, не дај Боже, никој од нас не смее да го носи на душа, бидејќи некој бил неразумен. Ниту една глава која сметате дека е празна и не го размислува, не е вредна за да посегнете по неа. Тоа не е начинот. Може би некој го мисли тоа и за вас, и за мене, и за нас. А по тој, ако тргнеме по тој пат, нема враќање. Тоа не е нашиот пат. Нашиот пат е патот на достоинство, патот на честа, патот на љубовта кон Македонија. И затоа осудуваме насилство, но осудуваме и провокации и обиди за разгневување на народот. Осудуваме насилство, ама осудуваме и пеење туги химни во нашиот парламент. Осудуваме насилство, осудуваме и пиштоли вперени во цивили. Осудуваме насилство, но осудуваме и обиди да се сокрие обидот за државен удар под изговор на тоа насилство. Осудуваме насилство, меѓутоа не може да се осудуваме себе си, бидејќи ја сакаме Република Македонија и бидејќи нашата мисла е чиста. Сите што сгрешиле треба да одговараат. Меѓутоа не е грев да ја сакаш оваа земја кога не наштетуваш на никој друг, кога не тераш некој да направи нешто лошо. Затоа ве охрабрувам да продолжиме по нашиот пат. Тоа не е патот на насилство, не е патот на омраза, не е патот на, не дај Боже, пролеана крв. Тоа е патот на заедничка Македонија. Тоа е патот на Македонија како мултиетничко општество. Македонија е еднаква за сите нејзини граѓани. Македонија во која ќе осудуваме насилство, но и ќе осудиме кога представниците на оваа зграда и на други поридовите околу Скопје признаваат нелегитимен председател на собранието. 5 минути после тој нелегитимен избор. Кога ќе ги изедначиме аршините, тогаш ќе може да зборуваме на вистина за демократија и за слобода за која некој наводно се бори, а ние жолчно се трудиме да ја воспоставиме. Кога ќе добиеме почитот таму, и ние ќе ги почитуваме како што заслужуваат и тие и ние како човечки суштества. Но до тој ден ќе се бориме со сите демократски средства. Ова е сосема дозволено, ова е право загарантирано во Уставот. Мирно и достоинствено на улиците, уште колку и да треба. Уште колку и да треба, во битка против нелегитимниот председател на Собранието на Република Македонија, против нелегитимните документи од надвор кои некој сака да не ги сервира и против црните сценарија кои некој ги има на ум за Македонија. Нема да го дозволиме, нема да им помине. Граѓани на заедничка Македонија, верувам дека повеќето од нас имаме, не знам, можеби 80%, ајде да не речам исти, но многу слични ставови. Има многу браќа и сестри во Македонија, наши пријатели, роднини, дури и најблиска
рода со кои не се согласуваме. Тоа е сосема нормално, тоа е убавината на демократијата. Да се убедуваме со ставови и со аргументи, а не со омраза, пцуење, колнење или дигање рака или хебли или сталаци за камери. Само така ќе бидеме достојни за да имаме држава. Тоа не значи да не сме храбри. Ова е храброст. 60 дена наназад се храброст и 60 наредни кои ќе дојдат ќе докажеме дека сме храбри и достоинствени да се нарекуваме конститутивен народ на Република Македонија. Сонот на десетици генерации, а наша реалност сонот кој не смееме да се откажеме и мора да го сочуваме. Да сте ми живи и здрави.